И повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија. Продолжуваме понатаму со вториот разговор предвиден за ова утро. Гостите ни се веќе подолго време пристигнати овде во телевизија Алфа. Еве веднаш ќе ви ги представам. До мене господинот Часлав Манчиќ, автор и собственик на мастер франшизата на програмата за брзо читање и мудро учење. Добро утро. Добро утро. И Цанка Велкова, менаџер за Македонија на програмата за брзо читање и мудро учење. Добро утро. Цанка и Часлав, ви благодарам што ова утро сте гости наши. Да го одбележиме вашиот 5-годишен јубилеј од постоењето на ова училиште, на оваа школа. Оно што се совпаѓа во разговорот е тоа што за прв пат пред 5 години ова ваше училиште, оваа франшиза ја представивте токму во оваа куќа, во Алфа телевизија. Точно. И сега продолжението, 5-годишниот јубилеј го одбележувате токму овде во утринската програма. Ви благодарам за тоа и за почеток. Школа за брзо читање и мудро учење. 5 години постоење во Македонија, вие сте Цанка менаџер. Какво е вашето искуство досека? Какви се резултатите? Каков е интересот? Кои се придобивките од оваа програма? Значи, многу ми е драго што успеавме да се договориме и да го означиме оној 5-годишен успех и почетокот каде што дојдовме јас и Часлав за пред 5 години овде во вашето студио и го најавивме на голема врата доаѓањето на школата за брзо читање и мудро учење. И бевме толку големи ентузијасти, имавме толку планови, направивме 4 школи, едно Скопје центар, друго Скопје Карпош, Кочани, Куманово и наеднаш 12 март све се затвори. Предизвикот 2 години ни беше многу тежок, затоа што нашата програма работи само со физичко присуство на децата. Немавме никаква друга алтернатива. И на крај решивме во јули месец храбро да настапиме на некои Zoom презентации, еден родител, двајца родители, но што беше нашата цел? Нашата цел беше да слушнат родителите, оние кои што навистина се соочуваа со проблемот дека нивните деца не се повеќе во школските клупи. Значи, отсуствуваат од настава и немаше како и на кој начин да го надополнат целиот тој процес на едукација кој што во школските клупи е малку поинаков и многу подобар, за разлика од пред компјутер. Така да, нашата цел беше малку стопирана, но ентузијазмот никогаш не се угасна. 2 години бевме, како да кажам, на едно рамниште, кога се боревме со сите тие предизвици, но некако 2 години ги поминавме и сега успешно над 900 деца имаат сертифицирано во Македонија со програмата на брзо читање и мудро учење со различни нивоа на возраст. Потоа отворивме центар во Кавадарци, отворивме центар во Охрид, отворивме центар во Прилеп и последен ни е Велес. Синоќа имавме една убава дружба за идни франшизери, прослава и 5 години, но работно ја прославивме затоа што навистина сакаме што повеќе градови успешно да ја прошират оваа приказна и да им се помогне на децава. Така да во Македонија можам да кажам над 14 сертифицирани тренери кои што навистина помагаат во делот на едукацијата кај децата. Имаме добар фидбек од страна и на родителите, и на децата, и на наставниците кои што будно го следеле она пред и после влегување во нашата програма и можам да кажам дека навистина имаме добри резултати. Одлични резултати, така. И се трудиме понатака. Секако. Сега да го вклучиме и господинот Часлав во разговорот како автор. Значи, од вас е идејата на целата оваа програма, на мастер франшизата на програмата за брзо читање и мудро учење. Вие ни доаѓате од Србија, овде кај нас менаџер е Цанка. Ке ни помогне исто така и во преводот. Што ве поттикна за да ја создадете, за да ја основате оваа програма? Со какви предизвици се соочуваат децата во училиштата, па и дома кога треба да учат? Јас сам почнал да размишлям о томе још кога сам ја био дете. Јако сам волел да читам, али сам стално имао недостатак времена. Желео сам више да прочитам него што сам могол. Да, значи уште како мал интересот за читање било големо и многу повеќе сакал да чита отколку што можел да прочита. И када ми се родила старија кćерка која сада има 34 године и када е пред школу
počeo sam da razmišljam šta bi ona mogla da ima izazov u školi. Odlučio sam da probam to što sam ja sam za sebe razvijao, da probam da primenim na njoj. И кога предизвикот со малата ќерка, за да може да се примени она што Часлав го размислувал да го примени на себе, почнал да го разработува тој модел. Како? На Tako кој da je начин? ovaj program pomalo nastao tokom celog školovanja moje kćerke. Kako je ona išla iz razreda u razred, suočavala se sa novim izazovima. Ja sam pokušavao da pronađem neka rešenja u smislu nekih konkretnih tehnika i pristupa i njoj je stvarno lako išla škola. Значи предизвикот во училиштето да се најдат нови техники, како и на кој начин да се помогне во тој дел. Во совладувањето на препреките На материјалот кој што да. I onda sam u jednom trenutku shvatio da to što je pomoglo mojoj kćerki, da bi moglo pomogne i drugoj deci i počeo sam negde krajem 90. godina da pomažem, pre svega sam radio sa studentima, onako, recimo da sam držao časove učenja. Значи, помошта почнала најповеќе кај студентите и начинот на кој што се... Да. Međutim, vremenom sam ja ušao u nekakvu biznis edukaciju. Ja sam inače direktor jedne međunarodne kompanije Tor Training Consulting za Srbiju. I onda se ispostavilo da negde tokom 2000-ih raste potreba u velikim sistemima, poslovnim kompanijama, da njihovim menadžerima trebaju kursovi čitanja i pamćenja. Значи, целата таа идеја е од Дор International од Германија, од Висбаден, каде што и Часлав уствари ја почнува својата кариера во делот на развивање на сите тие вештини, каде што е потребно за големи компании, за менаџери кои што имале потреба од сите овие вештини. Tako da smo jedno vreme sam se bavio pre svega razvojem programa za odrasle i za menadžere iz velikih kompanija. Međutim, u jednom trenutku je moj partner u poslu, Miroslav Samardžić, došao sa idejom da li bi to moglo da se primeni na sličan način na decu. Кај децата. Да, и тогаш целата програма се симнува на ниво на деца, на возраст деца кои што знаат веќе да читаат и пишуваат. На која возраст? Од над трето оделение 9 години, 8-9 години. Тоа е во тој период. I ja sam bio skeptičan, ja sam stvari mislio da je to previše komplikovano za decu. Međutim, ispostavilo se da deca zapravo postižu bolje rezultate nego odrasli, ali pod jednim uslovom ne možete na brzinu, ne možete sa odraslima, možete 2-3 dana da im pokažete i oni to primenjuju. Kod dece smo shvatili da mora da se razlači u vremenu. Да, значи кај децата треба еден малку подолг период за разлика од возрастните кои што за 3 дена дополнително некои денови можеле да го совладаат целиот тој процес на тие техники. I onda smo 2016. godine krenuli sa testing grupama. Dakle, kako da isprobavali smo koliko dugo treba da traju časovi, koliko časova treba u kom razmaku i došli smo postepeno, za 2 godine smo, posle mnogo testnih grupa, smo formirali sadašnji program koji se dešava i u Makedoniji. Да, значи 2016 година тестирање на групи на деца, каде што се потврдува колку месеци, како треба да изгледа целата таа агенда за целата програма да се направи една koncept za I od 2018. smo krenuli sa tim franšiznim sistemom, znači napravili smo, što bi se na makedonski i na srpski reklo, know-how za kako to treba da se radi i jako sam ponosan na to što je već posle, praktično 2019. smo mi počeli prve razgovore u Makedoniji. Vrlo brzo iz Srbije se stvar proširila istovremeno otprilike na Hrvatsku i na Да, значи во текот на таа 2019 декември крај во Македонија беа преговорите за почеток на школата за брзо читање. Србија и тогаш и Хрватска беше веќе вклучена, сега и Словенија вклучена. Да, значи повеќе балкански држави. Цела бивша Југославија и Маđarska. Да. Е вклучена во оваа ваша франчиза. Со какви предизвици се соочуваат децата за време на учењето? И како им помага оваа франшиза, оваа програма за да го подобрат учењето и да почнат побрзо да читаат? Mislim da današnja deca imaju problem nedostatka vremena. Dakle, ja sam imao mnogo više vremena za čitanje nego oni. Oni su od rođenja nekako izloženi jednom ogromnom stimulisanom okruženju. Да, значи од мали
разликата од нашава генерација и ова денешна генерација е баш на тој стимул кој што го добиваат од сите овие нови технологии. Значи, sa svih strana se nešto, da. od svih strana se nešto dešava. A dečija muzika više nije ista kao što je bila pre 40 godina, filmovi, kinematografija, sve je nekako brzo, sve je nekako intenzivno. Да, целиот тој интензитет прави и да има деструкција во делот на сите оние елементи кои што сега ќе ги. I u celom tom okruženju imate jednu knjigu koja stoji mrtva na stolu i ne pomera se. Да. И, во целото тоа обкружување книгите веќе немаат функција она која што била претходно. Međutim, jasno je da ne može bez toga. Да. Јасно е дека не може Не без се тоа. може без книга. I onda smo krenuli da razmišljamo, ok, kako njima da pomognemo da to malo vremena koje mogu da posvete čitanju, a inače ne vole da čitaju nikako. Decava. Da, generalno ne vole da čitaju, baš zbog toga što je to sporo za njih. Da se u suštini napravi nekakav pristup, kad već ne vole, da mogu brzo to da završe. Kad je učenik. Да, тоа е всушност и целата идеја да се направи децава да се мотивираат, она што не сакаат да го прават, буквално да го направат преку овој процес на овие техники Ова кои метод што на брзо читање. Так, И мудро учење. Šta znači mudro? Mislim da bi to trebalo reći. Dakle, mudro je kada dete malo vremena i truda uloži u učenje, a dobije dobre rezultate. Да. Dakle, ako dete uči po ceo dan i ima sve petice, to nije mudro. Ne isplati se. Znači, ideja je da može lako i brzo. Tako je. Точно, да се скрати времето, а да се добијат многу подобри резултати. Со оваа програма. Точно, точно. Имате ли такви резултати? Да. Apsolutno. Им дава ли Апсолутно. оваа програма на децата тоа? За колку време може да ги совладаат техниките? Kurs, На брзо читање и мудро учење? osnovni kurs traje 6 meseci, jednom nedeljno se odi. ima jedna radionica. Sada dužina radionice varira prema uzrastu. Znači, najduža varijanta je 2 sata i 25 minuta, a najkraća je sat i 25 minuta. Да, за разлика од возрастните групи се прави и таа временска рамка да, на трајање на еден час. I oni zapravo u tom periodu od 6 meseci mogu da promene svoje navike u učenju. To je cilj. Nije dovoljno da nauče tehnike, nego moraju da ih usvoje u svoj svakodnevni život. Значи ги усвојуваат техниките. Например, после третиот месец веќе со сопствени книги, дали е тоа биологија, дали е тоа природа, општество, доаѓаат и ги усовршуваат техниките кои што претходно Им се полека кажани. им се, да, они континуирано ги добиваат сите тие информации и всушност ги решаваат и сопствените задачи, да кажеме, учат лекција која што им е потребна можеби за утре. Ако име, еве да еден пример да кажеме, ако им е било потребно можеби 1 час за да совладаат материјал од една лекција, со оваа програма за колку време може тоа да го научат, да го Manje od совладаат? 10 minuta. Навистина? Da. Толку многу се скратува? Otprilike 5 puta se ubrzava čitanje, a 50% se podiže koncentracija otprilike, a kod pamćenja se jedno 3 puta brže i dugoročnije može pamtiti. Тоа се значи оние 4 техники или алатки кои што јас ги нарекувам кај деца. Брзото читање со разбирање и со препознавање на клучните зборови. Потоа имаме техниката асоцијативни мапи, каде што всушност во слика ја прават својата лекција. Третата техника... Фотографско им меморираат во така? Они ја креираат својата лекција. Ја прават во слика затоа што секој индивидуално креативно се изразува во она што го разбрал, што го прочитал и како клучни зборови го става во слика. Третата, мемориски техники, каде што тука ги учиме дефиниции, како и на кој начин да се научи дефиниција, песничка, набројувања, датуми и презентација, тешки зборови и презентација усмена и писмена. Она што навистина нема потреба да порасне за да знае на кој начин треба да ја презентира една лекција, од каде почнува, каков е ставот кога одговара, а тука ја подигнуваме она самодовербата кај секој дете. Да. Имаме уште многу кратко, уште во минутка и пол, бидејќи толку ни е времето. Само да ве прашам што е со математиката овде? Помага ли кај математиката или само за оние лекцијашки
учење, како што кажуваме. Директно се не бавимо математиком, меѓутим, деца често постижу слабе резултати у математици затоа што не умеju добро да читају. Dakle, имате текстовни задатак и они не схватају шта треба да ураде затоа што лоше читају. Да, значи, тука не е директно, не сме инволвирани со математика, неко доколку не знаат да читаат добро, не можат ни да разберат текстуалната задача која што ја имаат. Имамо едну технику која се специјално користи, значи посебна техника за читање само математички задатак. Да, точно. Одлично. Ви благодарам многу за разговорот, господине Часлав, на вас и Цанка и на вас за гостувањето. Ви посакувам уште многу успех во работата, уште многу вакви училишта широм Македонија и широм Балканот, па и надвор од Балканот, зошто да не, бидејќи не само на децата, туку и на нас возрастите ни е потребно брзо читање и мудро учење. Ви благодарам уште еднаш, честитки за 5-тиот роден ден и се гледаме секако во следна прилика, па можеме и кај вас да дојдеме на гости во некој од вашите училишта. Повелете во секој време. Благодарам.